Како председател на владата, јас можам само да упатам уште еднаш честитки до сите граѓани на нашата држава, особено до Прилеп и до Куманово, со оглед на тоа дека Народното востание во Македонија започна во Прилеп и Куманово на 11 октомври. Тоа се два града херои и темелите кои што се удрени на 11 октомври 41, темелите кои што се удрени во државата и на 2 август 1903 недалеку од тука од Прилеп во мое Крушево, темелите кои што се удрени и на заседанието на АСНОМ во Прохорпчински и 91 година со референдумот за независност и прогласување на независна македонска држава, всушност представуваат и аманет за нашата генерација на политичари, меѓутоа и на граѓани, и на заедница, и на сите чинители во општеството, да го оствариме вековниот сон на сите борци за независна Македонија, а тоа е да изградиме држава која ќе биде држава членка на Европската Унија, држава членка на НАТО, кое што го направивме, и покрај сите противења од страна на истите оние кои што се противат на влегувањето и продолжувањето на македонскиот пат во европските интеграции, дека граѓаните треба да го поддржат овој европски концепт на заедништво во државата, кој ќе резултира со држава полноправна членка на Европската Унија, држава во која што ќе имаме економски просперитет, држава во која што ќе има врвна социјална правда и во држава во која ќе има врвно владење на демократијата и правото. Уште еднаш честитки до сите, благодарност за вашето присуство денес тука и ви посакувам на сите многу здравје, многу среќа и успешни месеци пред нас, бидејќи не очекува повторно тешка и кризна зима на која што сите министерства во владата работат со цел да обезбедиме се она што е потребно од енергенси и до воспоставување на ред во цените во државата.